Почитувани представници на пишаните електронските медиуми, денеска сакаме да реагираме во врска со актуелните настани што се случуваат околу кандидатурите на председателските кандидати за овие председателски избори. Сметаме дека најодговорен во државата да се грижи за уставниот поредок на Република Македонија е токму председателот на државата и тој е должен да ги почитува законите, да ги спроведува тие закони и да се труди, односно да сугерира нивно доследно спроведување. Не можеме да се изначудиме деновиве на овој циркус што се случува во врска со евентуалната кандидатура на господинот Ѓорги Иванов, кој е актуелен председател на Република Македонија, затоа што законските процедури се јасни. Или господинот Ѓорги Иванов ќе собере 10.000 потписи и ќе биде кандидат за председател на Република Македонија, или ќе го предложат 30 пратеници во собранието на Република Македонија. И оттаму не ни е јасна каква е оваа пародија со наводните поддршки, наводните потписи од негови пријатели и така натаму, и затоа сметаме дека тие треба се одважат и ако толку го сакаат господинот Ѓорги Иванов, треба да се потрудат да му соберат 10.000 потписи за да биде легитимен кандидат на овие председателски избори. Затоа што се ова што се случува е навистина една голема пародија. И јас мислам дека господинот Ѓорги Иванов треба да се одважи и да собере храброст и да си поднесе кандидатура на конкурсот на неговата партија, да ја голтне таа кнедла со конкурсот кој што треба тој да се пријави, затоа што вака навистина правиме циркус од кандидатурата за председател на Република Македонија. Република Македонија после 1 милениум има своја држава и ние се однесуваме крајно неодговорно кон оваа функција, имајќи во предвид дека владеачката партија распишува конкурс, на конкурс ќе бира председателски кандидат, најголемата опозициона партија пак од друга страна се уште не успела да убеди некого да прифати кандидатура, а од друга страна пак најголемата партија од делот на албанскиот блок уценува со консензуалниот кандидат. Сметаме дека оваа фарса треба да престане, да се издигнеме над состојбите во кои што се наоѓаме и сметаме дека треба да спроведеме една навистина коректни председателски избори и треба да биде чест на секој граѓанин на Република Македонија зашто гласа за избор на шеф на државата, она што ние како македонци, како граѓани на Република Македонија сме го чекале со векови да го имаме.